17 март, денот на Црвениот крст на Македонија и денот на крводарителството, синоќа во салата на Општинското собрание го славеше Општинската организација на Црвен крст Кавадарци. Свечено беа одбележани 73 години од формирањето на Црвениот крст во Македонија. Удостоени беа и крводарителите, волонтерите и помагателите на организацијата. За работата на Кавадаречкиот Црвен крст и континуираните успеси на организацијата, накратко зборуваше председателот на истата Димитар Каракулев. Црвениот крст Кавадарци функционира уште од далечната 45 година и до ден денес во просториите на улица 7 септември безброј, во кругот, знаете, на општа болница, односно здравствен дом, каде што се наоѓаме и денес. Од позначајните дејности за оние кои што можеби не им е толку блиска работата на Црвениот крст, би спомнал дека тука се дејностите здравствено-превентивна дејност која што се однесува на превенција и заштита на човековото здравје, потоа подготвеност при катастрофи, понатаму крводарителство како една од најосновните гранки, првата помош, социјално-хуманитарната дејност како една исто така од најважните дејности, и овде би ги спомнал денот на гладта и недела на солидарноста, две поголеми акции, и покрај тоа што има уште голем број многу акции каде што се собираат парични средства, храна, облека за социјално загрозени категории. И на крај би спомнал уште две дејности, меѓународна соработка и младите посебно ги остави за крај, бидејќи за нив има многу да се зборува, покрај тоа што се вклучени во сите овие претходни дејности кои што ги набројав. Значи, како посебна гранка е работата на младите преку клубот на млади, и овде би спомнал дека секоја година голем број на младинци се обучуваат во центрите за обука на Црвениот крст на Република Македонија. Потоа најмалку секоја година по 30 млади обучуваме за изработка на микропроекти, мали проекти по 1000-2000 евра, значи вкупен буџет. Самите си бараат донатори, донации собираат за да помогнат одредена целна група. Дали тоа ќе биде, пример, инвалидска количка за некое лице со хендикеп, дали минатата година има, значи, изградба на купатило во рурални средини за социјално загрозено семејство и така натаму. Значи, на тој начин сакаме младите да ги тргнеме од лошите пороци и Црвениот крст е како нивни втор дом. Ова нека биде воедно повик не само за овие млади кои што се овде присутни, и за останатите, бидејќи сметам дека Црвениот крст е организација каде што можат сите млади од град Кавадарци, значи, да ги искажат своите творечки способности, да изработуваат проекти, да се самодокажуваат и да се изградуваат како позитивни личности. Личните искуства со оваа организација само потврдуваат дека во Кавадарци имаме вистински хуманисти и организација која цврсто стои на хумани нозе, рече во своето обраќање во име на градоначалникот неговиот заменик доктор Никола Трендафилов. Не може човек да не се чувствува добро во присуство на волку хумани луѓе. Ова би сакал да биде и еден апел до нашите сограѓани. Кавадарчани потврдуваат дека со добра организација од раководство на Црвениот крст, Институтот за трансфузиологија, како и работата на волонтерите, може да се постигнуваат одлични резултати во однос на крводарувањето и не само во однос на крводарувањето. Тој спомна председателот сите активности кои што ги извршила организацијата на Црвениот крст. Сме соработувале заедно со Црвениот крст и како здравствен дом Кавадарци, и лично јас како лекар, и во случајот при катастрофата со поплавите во Скопско, во Стајковци, и во континуирано соработуваме и во здравствениот дом, како и во згрижувањето на и големиот проблем кој што го имавме пред една година со мигрантите во Гевгелија. Така да, само позитивни искуства имам од соработката со Црвениот крст. Нераскинлива нишка на Црвениот крст е Институтот за трансфузиологија. Од името на Кабинетот за трансфузија во Кавадарци зборуваше доктор Тања Неткова, која акцентот го стави токму на крводарителите и значењето на крвта. Јас би спомнала само за значењето на крвта, нели, за многу болести и повреди таа е неопходен лек. А знаеме дека и покрај големите достигнувања на науката до ден денес не може да се добие по вештачки пат. Значи, единствен начин да се добие е да се земе од здрав човек крводарител. Тоа ја прави крвта како лек
без цена, значи без цената е, а крводарителите меѓу хуманите луѓе ги прави најхумани, затоа што помагаат не дарувајќи материјални добра, туку давајќи дел од себе, од сопственото тело. Во пресрет на 17 март, Кавадаречкиот Црвен крст синоќа свечено ги додели и јубилејните награди со кои беа почестени Ванчо Панов, Томислав Марков, Илија Петров, Васко Камчев, Стојна Дојчинова, Зоран Јованов, Александар Јованов, Крсте Тодоров, Мишко Гурев, Филип Чојаневски и Зоран Кузманов за 25 пати дарувана крв. Признанието 50 пати дарување му беше доделено на Митко Сотиров. За 75 пати крводарување награда добија крводарителите Томислав Шубашич и Ванчо Давчев, а плакетата 100 дарувања ја понесе Ѓорџи Илиев. Општинската организација на Црвен крст Кавадарци со награди ги почести и крводарителите со 4 дарувања во една календарска година, а во просториите на организацијата почестени ќе бидат и оние со 5 и 10 дарувања. Синоќа благодарници им беа доделени и на кабинетот за трансфузиологија Кавадарци, градоначалникот Митко Јанчев, волонтерите Драгица Антич и Катерина Трајкова, Сдруженијето на пензионери и председателот на организацијата Димитар Каракулев. Во чест на 17 март, денот на Црвен крст на Република Македонија и денот на крводарителството, ваков настан во понеделник ќе биде организиран и во општина Росоман.